Денеска во организација на Црвен крст Штип во основното општинско училиште Ванчо Прке во Штип се одржа општински натпревар по прва помош. На овој натпревар учество зеде ученици од основните и средните училишта поделени во 7 екипи. Учество зедоа 7 екипи кои се надпреваруваат во две категории, категорија основни училишта и категорија средни училишта. Надпреварот се одвива низ една траекторија во која што има 3 работни бази во делот на првата помош, база за дисеминација, катче за ментално здравје, како и место кое што е од спортско-рекреативен и забавен карактер. За успешна организација на овој надпревар ангажирани се 8 судии, водичи, тројца шминкери, како и голем број на волонтери за логистичка поддршка на надпреварот. Со надпреварувачки дух и интердисциплинарен пристап им овозможуваме на учесниците на еден интересен начин да ги усовршат техниките за првата помош. Победничките екипи кои ќе го освојат првото, второто и третото место ќе добијат пехар, додека пак остатокот од учениците ќе добијат благодарници како знак за благодарност и придонес за остварување на овој надпревар. Ова активност се одржува секоја година и првопласираните екипи на општинскиот надпревар ќе зедат учество на регионален надпревар по прва помош, пошто следи и државниот надпревар по прва помош. Првопласираните, второпласираните и третопласираните екипи ќе добијат пехари за освоеното место, а сите останати учесници ќе добијат благодарници за придонес во организација на општинскиот надпревар. Во оваа прилика и главниот судија доктор Мери Шорова изрази чест и задоволство што учествува на ваков значаен настан. Чест и задоволство ми е и оваа година што сум дел од овој настан како главен судија. Навистина е задоволство да се гледаат вака спремни ученици кои што имаат не основни, туку навистина и подобри знаења во однос на пружањето на прва помош. Тешко беше да се одлучи кој да биде победник, затоа што сите покажаа и интерес и познавања. Екипите кои што ќе победат на овој општински надпревар потоа ќе земат учество на регионалниот надпревар кој ќе се одржи во Радовиш, а потоа и на државниот кој ќе се одржи во Штип.